Бројни ветувања за подобар живот до глас повеќе. На една недела пред изборите, кандидатот за градоначалник на општина Чаир најави мобилна болница, каде 80.000 граѓани бесплатно ќе прават превентивни прегледи. Ке има и бесплатни медицински тимови во Чаир, кои ќе ги посетуваат повозрасните дома. Повозрасните лица на некој начин се најпогодени во однос на здравието. За нив ке подготвиме здравствени тимови од лекари и медицински сестри кои ќе одат и ќе ги посетуваат во нивните домови кога ќе има потреба. Ке има и посебни превентивни програми за жените, со фокус на рано откривање на рак на дојка и поддршка на физичкото и менталното здравје. Неговиот против кандидат пак Меджити најави изградба на модерен кампус на Универзитетот Мајка Тереза во општина Чаир. Не се памти да владата на Република Македонија издвои 40 милиони евра за Универзитет на албански јазик, тоест за Универзитетот Мајка Тереза. Изградба на кампусот Мајка Тереза дава порака, силна порака дека Чаир се развива кон образование, економија и сите други сфери. Ревизија на сите урбанистички планови, вети носителот на листата за советници за општина Кавадарци од Левица Богевски. Не знаеме што се има случено во последните 10 години во однос на урбанизмот, понатаму еколошки ефикасните пристапи во менеджментот на сите јавни институции и јавни предпријатија и секако долго најавуваната дестилерија, која што неколку мандати ни ја ветуваат, а никако да добиеме. Целосна дигитализација на услугите на општината и воведување на праведен данок на имот кој ќе го плаќаат тие што имаат повеќе од еден стан, најавија од Зелен Хуман град. Со воведување на праведен данок на овие ненаселени станови или празни станови, средствата кои што ќе се добијат од оваа примена, од ова решение ќе се искористат за изградба на решенија за достоинствен дом, за достапни домови, како и за јавен транспорт и за зеленила. Продолжување на транзицијата кон зелена енергија, вети кандидатот за градоначалник на општина Карпош. Јакимовски вели дека Карпош е единствената општина која има поставено фотоволтаици во сите основни школи. Јавуваме нова фаза од потрошувачи, училиштата ќе ги претвориме во произведувачи и продавачи на електрична енергија. Ќе произведуваат повеќе од тоа што трошат, ќе враќаат електрична енергија директно во системот и ќе станат мали енергетски центри, но со многу голема општествена улога. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.